Разговараме со директорката на Институтот за европска политика Скопје, госпоѓа Симонида Кацарска. Тема на денешниот разговор е секако посетата на албанскиот председател Илир Мета, меѓутоа и она најавена посета на бугарскиот премиер Кирил Петков. Добро утро, госпоѓа Кацарска. Утро. Ајде да започнеме веднаш со сигналите кои што оваа посета ги дава на господинот Мета, со оглед на тоа што се наоѓаме во еден триаголник, каде што не само Македонија, туку и очигледно Албанија зависи од пристапните преговори со Европската Унија. Дали со ова се засилува дипломатскиот, можеби, инженеринг? Видете, ние одамна не сме имале посета на председател на Албанија, значи не мислам дека прво треба да ги гледаме овие посети и во наш билатерален контекст, но секако го имаме и моментот на почетокот на преговорите и улогата која што ја има Бугарија во блокадата на нашите преговори заедно со Албанија. Сепак, ако гледаме во контекст на пристапниот процес, Бугарија веќе се изрази дека и даде сама иницијатива за она што ние го нарекуваме колоквијално одвојување на двете земји. Така да не мислам дека Бугарија е точката каде што треба да се врши притисокот од страна на Албанија. Мислам дека тој повторно да се вратам на каде што бев, мислам дека ова прашање во контекст на преговорите и во контекст на позицијата на Бугарија е сепак прашање што треба да го гледаме во нашиот билатерален однос со Бугарија. Бугарија е многу јасна во однос на тоа дека го поддржува почетокот на преговорите со Албанија и дури на тој начин го креира притисокот за врзност во однос на овие прашања. Да, меѓутоа тоа се сигнали кои што еве пред крајот на 2021 година премиерот на Албанија Еди Рама во изјава во на новогодишно обраќање рече дека Албанија нема да биде заложник на апсурдното вето на Бугарија, што ќе рече дека сепак и патот на Албанија можеби се уште зависи од поволните услови или неусловите кои што Бугарија ги креира. Несомнено, видете, Албанија е во специфична положба и мора да признаеме дека нивното лидерство, особено значи премиерот, беше релативно воздржан во однос на ова прашање во изминатиот период, иако постоја, да речеме, во минатото периоди во кои што би се ценело дека блокадата, односно немањето поддршка за Албанија, веројатно во одреден период во 2018-та и 2019-та можеби и влијаеше и врз нашиот случај. Како и да е, значи, повторно ќе речам, Бугарија беше многу јасна и таа го бутка проектот за тоа дека Албанија треба да биде одвоена од нас. Прашање е како другите земји во Европската Унија ќе се постават. Ова е прв пат толку јавно премиерот Еди Рама да го покрене прашањето за одвојување, кое што беше едноставно и неизбежно доколку блокадата од Бугарија продолжи, односно потрае. Прашањето тука е веќе и како ќе се постават останатите земји членки доколку продолжи всушност блокадата, иако е овој период до јули е многу неизвестен. Мора да бидеме свесни дека веројатно ни во Франција нема да има расположение да се направи некој чекор во однос на Албанија со оглед на предстојните председателски избори во земјата. Да, за Франција ќе спомнеме нешто подолу во разговорот. Ме интересира како гледате на тоа што бугарскиот председател Румен Радев го свика Советот за безбедност дури во однос на прашањето со Македонија. Еве, утро имаше реакција и од поранешната министерка за надворешни Захариева, кој што вели ние не го свикавме Советот за безбедност за ковид кризата, за ова што се случува во Казахстан, што е во наша непосредна близина, ама Македонија ја гледаме како нели национална закана. Како гледате вие на тоа? Како може Европската Унија да реагира на тоа што еве Бугарија, председателот свикал Совет за безбедност? Видете, председателот Радев ќе направи се што му е во неговиот
делокруг, па и пошироко како што видовме, во однос на ова прашање. Ако погледнеме наназад, многу познавачи во Бугарија и велат дека всушност тоа е во голема мера креаторот на резолуцијата од бугарскиот парламент и ова прашање, односно екстремните ставови во однос на ова прашање, во голема мера потекнуваат, односно наоѓаат дом кај него, кај неговите соработници и најавите на новиот бугарски премиер Петков во однос на нормализирање на дискурсот, во однос на проширување на дискусијата, секако влијаат внатрешно во динамиката и во позицијата која што ја има председателот Радев. Мислам дека со овој потек тој се обидува да му даде дополнително значење на проблемот, ако можеме така да определиме со Македонија, и дополнително да го ограничи маневарскиот простор кој што и онака е многу мал и кај бугарската влада, доколку ја гледаме резолуцијата на бугарскиот парламент. Така да според мене овој начин на кој што тој го подига значењето на прашањето, кое што очигледно новата влада, односно барем оној сегмент од новата влада кон кој што се преклонува бугарскиот премиер, се обидуваат да го спуштат тонот, се обидуваат да имаат поинаков јазик, како што знаеме и во пресред на самата посета на 18 јануари, која што е најавена на бугарскиот премиер. Мислам дека е ова начин на бугарскиот председател да придаде на важност на својата институција, да повторно да се обиде да креира некои дополнителни или да ги зајакне, да ги потенцира црвените линии или можеби да ги стави во поинакво светло прашањата за кои што допрва ќе преговара пред премиерот Петков кога ќе дојде тука. Да, господи Кацарска, ги споменавте изборите во Франција, председателските избори кои што треба да се случат во април. Меѓутоа, она изјава на француската амбасадорка во Бугарија, Флоренс Робин, која особено вели Западен Балкан е дел од Европа и е прашање на безбедност во регионот. Ви кажува ли можеби некоја друга нота во однос на тоа како Франција во своето председателство, односно во наредните 6 месеци ќе постапува по прашањето Македонија и Албанија? Видете, никаква не е изненадување дека Франција во голема мера нашиот регион го гледа низ безбедносна призма. Тие всушност и во својата француска стратегија за Западниот Балкан, која што ја усвоја 2019 година, ставаат фокус на соработка во безбедноста, соработка во однос на миграциите, како и екстремизмот. Призмата низ која што го гледа Франција светот е поинаква, призмата низ која што ја гледа и самата улога на НАТО е поинаква, односно Франција во голема мера сака, односно влијае и историски од самото креирање на Европската унија на формирање на еден европски безбедносен блок, да нема толку подпирање на Соединетите американски држави, да се креира оно што таа го вели, односно да се работи кон оно што се вели како стратешка автономија на Европа во одлучувањето. Ова се се големи прашања низ кои што всушност кои што иницијално ја позиционираат на надворешната политика на Франција. И тука ние треба да го гледаме низ таа призма, треба да го гледаме и Западниот Балкан. Во Франција се свесни за ризикот кој што го носи се уште и нерешениот конфликт помеѓу Косово и Србија, пошто е најголемото прашање, едно од најголемите прашања на овој регион. Свесни се за ескалацијата во Босна. И мислам дека се ова дел од тие клучни сегменти кои што го ја формираат нивната позиција, меѓутоа свесни се исто така и за специфичната улога која што САД ја игра во регионот. Во моментот на последните 6 месеци тие ќе претседаваат со Европската унија, како што рековме, имаат големи проекти на својата маса, имаат проекти од кои што го нададат, значи за однос на
заеднување на стратешката автономија, нешто што се нарекува стратешки компас во Европската унија. Го имаат прашањето на големата конференција за иднината на Европа, која што го покрена председателот Макрон, и најважно ги имаат своите избори, кои што не случајно се поклопуваат со нивното председателство. Во овој контекст Франција ќе сака да остави добар имидж, меѓутоа не мислам дека први најголемите своји ресурси ќе ги стави во оваа насока. Всушност и во минатото Франција, председателот Макрон беше прилично јасен дека не сака да се бави со овие прашања од проширувањето за време дури на изборите за Европскиот парламент. Тој го најави својот ангажман со регионот во јуни, односно председателството го најави дека ќе одржи конференција во јуни, во безбеден период после одржувањето на председателските избори. Така да ова се тие некои меѓутоа тоа ќе биде конференција голема конференција посветена на Западниот Балкан, која што не е генерично посветена на проширувањето. Не е никаква тајна дека Франција всушност прво се бави со безбедносните сегменти во регионот, што секогаш не би значеле дека тоа се сегментите кои што се најважни на европското проширување. Тука имаме дебата во Франција во однос на тоа која е улогата, кој е ефектот на самото проширување кој што го имаше врз Европската унија, врз нејзината сила, навраќајќи се на што го говорев во контекст на стратешката автономија. Така да улогата на Франција мораме да ја гледаме малку пошироко од само онаму каде што ние би сакале. Сигурно. За крај да ве прашам со оглед на тоа што ја споменавте и најавена е она посета на бугарскиот премиер Кирил Петков. Тоа ќе биде во момент кога ќе се сретне со веројатно новиот премиер на Македонија Димитар Ковачевски, дали според сите најави. Мета денеска ќе се сретне со државниот врв, веројатно ќе биде брифиран ако не се сретне и со Ковачевски, агендата се уште ја нема од утро. Меѓутоа Петков и Ковачевски ќе имаат сигурно директна средба со оглед на тоа што е иницирана помеѓу нив двајца. Што можат како нови политичари тие да донесат со оваа средба, освен како што рековте и вие да ги нагласи бугарскиот премиер црвените линии, можеби и македонскиот своите црвени линии? Видете, јас сепак би рекла дека од Бугарија вербално имаме нови ветришта, има нови луѓе. Тие на некој начин имаа шанса, можеби малку повеќе, не можеби него да се дистанцираат од делото на резолуција која што е усвоена во бугарскиот парламент. Тоа не го сторија се уште. Тие, значи, премиерот Петков најави попрагматична политика во однос на соработка во различни области кои што не се многу поважни за иднината, односно инфраструктура, економија и така натаму. Меѓутоа ќе видиме, оваа прва средба ќе даде многу сигнали во однос на тоа. Барем се надевам, односно очекувам дека ќе имаме речник кој што е поприфатлив за двете страни. Се надевам дека тој нема да даде простор на екстремните гласови кои што ги имаше во изминатите 2 години и кои што многу придонесоа да се оддалечат двете држави и едноставно да се створи анимозитет кој што е јасен и преку анкетите. Се надевам дека оно што го очекувам е да има барем конкретен исчекор во однос на соработка која што навистина недостасува помеѓу двете држави, меѓутоа за тоа навистина ќе треба да се инвестираат не само премиерите, туку и сите ешалони подолу. Мислам дека при самото доаѓање на кога ја преземаа власта, веројатно Петков и тие околу него не се надеваа дека примарното прашање ќе им биде Македонија. Мислам дека и некако со оглед на нивниот фокус на антикорупција, економија и така натаму многу е очекувано, меѓутоа има простори со нивниот примарен фокус да се креира таа соработка. Секако ограничува профилот на министерката за надворешни работи. Ќе видиме тука како ќе се позиционира со своите коалицијски партнери и мислам дека е тоа најважно да видиме кој ќе дојде со него и кои ќе бидат тие пораки кои што тој ќе ги испрати, особено во однос на како што реков резолуцијата на бугарскиот парламент. Председателот Румен Радев е се уште доста јак и ако ова му е втор мандат, тоа би требало можеби да се очекува поголема рационалност, но за
тоа не сум сигурна. Се надевам барем дека мислам дека од наша страна имаше и константно некоја не некоја него многу понормална реторика. Се надевам дека сега од другата страна од Бугарија ќе добиеме по прогресивен соработник, па да видиме кој што ќе може дали ќе може да се изведе некоја формулација во која што би се покажало дека Бугарија нешто добила, бидејќи мислам дека на крајот на криштата тоа е на што се сведува проблемот во овој период. Госпожа Кацарска, ви благодарам на одвоеното време. Фала и на вас, пријатно.